руската пропаганда, само би сакал да кажам и неколку збора за состојбата на бугарската манина во Србија. Значи, во Источна Србија има и бугари кои живеат тамо, и од тогаш, од кога тие се дел од српската држава, ние во Бугарија сме сведоци на само едно и едноставно нешто кој се нарекува геноцид, исто така и спрема бугарското малцинство, односно бугарската манина во Србија. Така да многу добро ја познаваме и болката, многу добро ја познаваме и начините на делување на српската држава, независно како се вика таа, дали се вика Југославија, дали се вика Кралевина Југославија, дали се вика денешна Србија. Во однос на руската пропаганда, не знам дали има друга држава во светот која толку консистентно и толку долг период во својата историја, како Бугарија, да биде бомбардирана секојдневно од над 130 години од ослободувањето на Бугарија па до денеска. Ние сме цел и ние сме, можам да кажам на некој начин, и дел од бугарското општество, жертва на таа пропаганда. Русија е исклучливо опортунистична во својата политика и во својата хибридна војна. Значи, Русија користи и ќе продолжи да користи секој можен момент да го љуља европскиот и натовскиот чамец. Тоа треба да бидеме сигурни и тоа ќе продолжува и понатамо. Русија има два многу јаки експортни продукта. Едниот са енергетските, нафта, газ и така нататък тамо. Другиот е мафијашко олигархичниот модел кој таа многу успешно увезуваше во нашите држави во Источна Европа, и до ден днешен ние сме сведоци на овие политики. Така, руската сила се базира врз овие столбови: енергетските носители, историските врски. Русија користи сите можни прилики да се покаже како заштитник на православните народи, на словенските народи, и целата руска пропаганда е одлично финансирана. За жал, можеме да кажеме, и одлично функционира. И до ден денеска, а верувам, докато не биде поразена Русија, било во војната во Украина, било понатамо, таа ќе продолжи со таа агресивна политика кон сите држави, посебно во Источна Европа. Русија знае дека не може да победи Западот нити економски, нити војно. И затоа разви до многу високи нивоа своите можности за хибридни и асиметрични операции, закани и на практично хибридна војна кон нашите држави и општества. Основната цел на Русија е деструкција на нашите општества. Основната цел е поделување на нашите општества. Ние сме такви, вие сте такви, ние сме леви, вие сте десни, вие сте про НАТО, ние сме против НАТО, и така натамо, и така натамо. Руската пропаганда е базирана на една клучна работа, и таа е отсутство на било какви правила и демократски бариери. Во оваа држава нема никакви бариери и никакви спречувања на креирането на пропаганда, креирането на лажни вести, креирането на хибридна војна спрема соседни и подалечни држави како што се нашите во Источна Европа. После распадот на Советскиот сојуз, едни од првите работи што беа обновени од кога Путин стапи на власт, беа тие оддели во руските служби, двете, ГРУ и СВД, во кои тие и преходно, а и до сега работат пропаганда. Би сакал да се разбереме дека во тие служби и во тие оддели работат многу паметни луѓе. Никакво подценување, никакво така или било што.
Таму работат социолози, таму работат политолози, таму работат психолози. И тие имат една огромна предност која што нашите демократски држави ја немат. Сите нивни хибридни закани, сите нивни хибридни операции, тие ги тестират прво на нивното собствено население. Што е, не знам како да го определам тоа. Од пред 10-15 години со настапувањето и влегувањето во нашиот живот на социјалните медиуми и мрежи, руските служби добија огромно ново поле за својата вредна на бугарски, инако штетна на македонски дејност. Западот, креирајќи ги своите социјални мрежи, ги е креирал на начин, демократски начин, отворено за луѓето, да помагат, да се дружат луѓето и така натаму. Таму нема firewall, таму нема заштитен зид кој да ги спречува недобронамерените, лошите луѓе. И именно тука русите користат секоја можност, секоја прилика да бомбардират нашите општества со хибридни закани и практично со хибридна војна. Сите имаме слушено, сите имаме користено, сите имаме искуство со сите нивни наративи. Ако почнеме од норвегијаните кои ги крадат децата, преминеме преко вакцините, преко 5G, сега војната во Украина и така натаму, руската пропаганда е како каша, како кашичка за мали деца. Значи, за одредени делови од нашите општества, ова влегува без никаков отпор, без никакво осекање дека примаме отрова практично, а не многу вкусна кашичка. Така да, незината сила, јас по струка сум социолог и ние многу, нашата наука се бави многу како е така, зашто толку успешна е руската пропаганда. Руската пропаганда, драги пријатели, нуди на одредени луѓе во нашите општества, практично во голем дел од случаите тие се неписмени луѓе, луѓе со ниска самодоверба и така натаму. Таа им нуди нов идентитет. Нов идентитет во кој тие луѓе се осеќат среќни, сигурни, заштитени и така натаму. Денешниот човек има повеќе идентитети, не е само еден. Јас сум и бугарин, јас сум и пријател на Македонија, јас сум и татко, јас сум и европејанец, јас сум и балканец, јас сум и социолог и така натаму. Тоа се барем 5, 8, 10 идентитета. Луѓето со ниска доверба многу лесно примат тој готов, спремен идентитет која Русија го нуди. Да се разбереме, во различните држави тоа е различен идентитет. Во Бугарија тие настапуваат на славјанство, исто и во Србија настапуваат на православие и така натаму. Во Полска и во Унгарија настапуваат на конзервативни некои вредности и така натаму. И можам да кажам дека, за жал, мораме да констатираме дека успеси има огромни се уште Русија и Западот не многу успешно успева, односно НАТО, односно Европската унија успева да се спречи на оваа пропаганда и би ги спомнал само 3, тоа е моето мислење, огромни успеси на руската пропаганда кои имат огромно влијание врз нашиот практично живот. Госпоѓа Меркел, која јас ја перцепирам како најголемиот пробив во европската сигурност после Втората светска војна, Брекзит, 100% јас и моите колеги верувам, имаме докази дека е руска хибридна операција и последните избори во САД и денешното однесување на америчката администрација кон останатиот свет мора ви мислам говори повеќе од колку јас бих ви кажал. Неколку пати и повеќе пати овде се спомна Србија. Србија е близнак на Русија. Во српската држава исто така нема никакви нити демократски, нити било какви други бариери кои да спречуват такво однесување кон соседи, кон собственото население. Значи, Србија живее улага, Србија живее фалшиви новини. И тука можем да кажем едно мое мислење,
Вучич, Орбан, Груевски, Борисов са незаконните деца од незаконниот брак измеѓу Меркел и Путин. Тоа треба да бидеме сигурни и да бидеме најасно. За жал, Србија копира успешно моделите на Русија и ги пушта во употреба во соседните земји. И тука морам да констатирам, Македонија е една од големите жертви на српската пропаганда, на српското делување. Делумно тоа е факт и во Црна Гора, за Република Српска, Босна и Херцеговина, да не збориме тамо, мислам вие подобро знаете состојбата. И тука има и уште еден регионален играч кој мора да го спомнеме, господинот Орбан, кој во моментот има многу интересна, многу чудна улога. Орбан е агент на руско влијание, Орбан е агент на америчко влијание. Значи, во моментот имаме еден дилер кој ги менажира работите од Унгарија па преку целиот Балкан да стасаме до Македонија. Србија имаше подготвен военен план за делување во Босна и Херцеговина и во Северно Косово. При успех на руската инвазија во Украина, Србија имаше готов план за дестабилизација и на Босна и Херцеговина, и на Северно Косово, и било каде може да земе нешто и да врати тој сон за велика Србија. Така да, само храбрите украинци и поддршката од западниот свет за сега го спречуват српскиот експанзионизам. Но тој е жив, пожив е од секогаш, и нека само да се вратиме назад, бидејќи денешниот настане за памтење, или како се кажува на бугарски за памета, за спомена. Ние во Бугарија одлично памтиме кој е човекот која денеска ја управува Србија. Тоа е министерот на пропагандата на Милошевич. И тоа, секој пат кога зборуваме за Вучич, ние мораме да памтиме и да знаеме со кого имаме, за кој се работи, со кого имаме ние работа. Така да, Србија и Русија се слични, тие соработуваат. Тука не можеме да не го спомнеме и огромното кинеско влијание во Србија. Даже ја би кажал дека кинеското влијание е неколку пати поголемо во Србија отколку руското веќе. Мислам дека и самиот Вучич не знае колку веќе се кредитите на огромни камати на Србија. Некои истражувачи кажуваат полата од бруто домашниот продукт на Србија веќе е кредит кон Кина, кој кинезите се разбира не сакат да биде вратен тој кредит. Така да и во Србија и во Русија Путин ја почна својата војна спрема Украина, бидејќи домашната состојба не му беше добра. И последните полудемократски избори во Москва го докажа со огромни фалшификации, со огромен притисок од власта, од полиција, од служби, тие успеа, односно партијата на Путин успеа да земе изборите во Москва. И тоа беше многу црвена сигнал дека вака повеќе нема да се делува полудемократски нешто, да дозволиме да има избори. Истата е ситуацијата и во Србија. Гледате децата на Србија веќе колку месеци се на улицата, протестират. Тоа што мене ме чуди е дека не видов едно европско знаме у рацете на српските деца. Не видов толку месеци протести, барем едно знаме да имаше тамо да кажат тие деца, ние сме за европска Србија. Ништо такво. Така да ние во Бугарија многу внимателно ќе пратиме и ќе наблюдуваме ова што се случува во Србија, бидејќи нов ремейк на Милошевичовата Србија ние не сакаме и ќе се спротивопоставаме. Тука е местото да кажам дека Бугарија исто така беше ко-спонзор на резолуцијата во Обединените нации. Бугарија беше првата држава која признава независна Босна и Херцеговина, мислам 92 година. Така да Босна ќе има и понатамо нашата поддршка за европска Босна, за натовска Босна,
за Босна, која нема да има граници со своите соседи, ќе живее мирно и пријателски со своите соседи. И тука, кога отвараме збор за Европската Унија, јас како граѓанин на Европската Унија се срамам од посетата на Кошта пред една неделя во Белград. После одењето на Вучич тамо кај Путин и во друштво на автократи, на тирани, враќа се назад во Белград и Европска комисија му доаѓа на нозе, вака, така, Европска Србија, ништо такво не треба да се, Србија треба да и се забрани комуникацијата со Европската Унија, да се сите европски фондови да се запрат докато Србија не покаже демократски капацитет. Тоа е моето мислење и ви благодарам за вниманието.